Почитувани слушатели, добро дојдовте во AC Спорт. Меси за една година му донесе на ПСЖ соработка од 700 милиони евра. Кога Лионел Меси подпишал 10 август 2021 година, тоа беше огромно изненадување за многумина. Ретко кој помислил дека аргентинецот може да ја напушти Барселона. Сепак, подеднакво изненадувачки е и финансискиот успех на ПСЖ со доведувањето на седми кратниот основувач на златната топка. И покрај тоа, што Меси може да се похвали со еден од највисоките договори во европскиот фудбал, овој трансфер и тоа како им се исплатеше на катарците кои го доведоа во Париз. Според весникот и еден економиста, приходите од доаѓањето со Меси се зголемиле за околу 700 милиони евра за една година. Според аналитичарите на весникот, станува збор за вистински ефект Меси. Неговото доаѓање предизвика голем број на настани, кои се нетворија во финансиски успех за парижни. Главно се работи за појава на 10 нови спонзори, повторно подпишување на постоечките спонзорски договори и зголемена продажба на дресови. Милан се соочува со проблеми за предстојни период. Во овој период Милан два пати ќе игра со Челси во рамките во Лигата на шампионите, додека во Серија А ќе го пречека големиот ривал Јувентус. Проблемот на Милан е што во овој период ќе биде без нивниот голман Мајк Мањан. За овој надпревар Пиоли ќе смета на вториот голман Татарушану. Меѓутоа, тука се уште повредите на Тео Ернандес и Сандро Тонали. Може да случи во овој важен период од сезона Пиоли да биде без тројцата стандардни првотимци. Поранешен играч на МЗТ Скопје ќе игра во NBA лигата. Сите добро го напаметиме Хасани, гравет кој директно од Македонија, односно без ниту една попатна станица, заврши во редовите на Орландо Меджик. Ситуацијата со Нуни Омот не е таква, но металците може да се пофалат со тоа што центарот го има носено нивниот дрес, а сега ќе биде дел од Нью Йорк Никс. Името славниот состав од Медисон Скрвен Гарден објави дека африканецот се договорил со нив со тоа што детали за истиот не беа објавени. Омот во аеродром слета во 2019 година, но се задржа само 3 месеци и одигра 5 меча во АБА 2 лигата со просек од 14,2 поени и 3,8 скока. Тој потоа преку Холандија, Турција, Полска, Германија и Порторико пристигна во NBA лигата. Струмица Ников пред голем успех. Реванш надпревар од Лигата на шампионите меѓу македонскиот првак Струмица Ников и холандиски Динамо се одигра во вторник во 19 часот во Јане Сандовски во Скопје. Струмичани загубија на гостувањето во Холандија со максимални 3-0, па на скопската пресметка ќе се обидат да им се реваншират на холандиските со иста мерка, за да се изборат за така наречената златен сет, со кој ќе се одлучи тимот кој продолжува во второто квалификацијско коло. Струмица Ников се надева на голема поддршка од трибните и за таа цел од клубот се решија да ги отворат вратите од СЦ Јане Сандовски и влезот за реваншот од холандиски шампион да биде следен слободен. Од клубот најавуваат дека ќе има организиран превоз за сите заинтересирани навивачи на клубот од градот Струмица. Деталите ќе бидат објавени наскоро. Надал се повлече од Левер купот. Роџер Федерер во пар со Рафаел Надал го одигра последниот меч во професионалната кариера, а за Надал тој меч беше последен на Левер купот, бидејќи реши да се повлече. На неговото место влегува Камерон Нори. Нори за противник ќе има Тейлор Филп.
Моменталниот скор меѓу светот и Европа е 2:2, што значи дека годинава ќе гледаме доста неизвестен дуел. Надал играше двојки со Роџер Федерер против Сог и Тиафо. Американците победија во 3 сета, а тоа беше и последен меч на славниот пајцарец во професионалната кариера.